Алиса во земјата на чудата. Автор на оригиналниот текст Луис Карол. Изработка на прилагодената верзија на текстот Деспина Мукоска, наставник. Можни нови зборови. Даб. Дабот е вид дрво. Се сретнува во различни големини и форми, но секогаш создава пријатна сенка. Шпил. Повеќе карти на купче создаваат шпил карти. Војводка. Жена која што владее со област наречена војводство се нарекува војводка. Седенка. Собир од неколкумина пријатели кои што седат и си разговараат се нарекува седенка. Еден топол летен ден, додека сестрата на Алиса читаше книга во сенката на високото дабово дрво, Алиса здогледа чуден бел зајак. Зајакот беше облечен во убав елек. Постојано гледаше кон својот часовник и полугласно мармореше дека доцни. Еј, почекај ме! Викна Алиса и со долги чекори започна да го следи зајакот. Трчајки зајакот се фрли во една дупка, а Алиса без колебање го следеше. Долго паѓаше, се додека не се најде на куп меки лисја. Помалку зашеметена од падот, Алиса повторно го виде белиот зајак како влегува низ некаква врата. Следејќи го, Алиса се најде во чудна соба во која што имаше многу врати. Во тој момент таа повторно го здогледа зајакот. Тој истрча низ најмалата врата повторно марморејќи. Доцнам, навистина доцнам. Еј, сакам да дојдам со тебе, извика Алиса трчајќи кон вратата, но наеднаш тажно се строполи на подот. Зајакот избега, а таа свати дека е превисока и преголема за да помине низ малата ниска врата. Во тој момент Алиса забележа шишенце со некаква течност и надпис. Испи ме. Алиса не беше воопшто внимателна. Веднаш ја испи течноста од шишето и наеднаш сите предмети во собата почнаа да ѝ се чинат големи. Дури и малата врата низ која што не можеше да влезе, сега беше огромна како џин. Алиса помисли дека испила некаков волшебен напиток со чија помош се смалила. Беше толку мала што успеа да се провлече низ клучалката од малата врата. Од другата страна на вратата се простираше прекрасна шума. Сепак, чудата не завршија, ами напротив, токму сега почнаа да се редат. Во шумата Алиса најпрвен сретна куче, а потоа чудна гасеница. Гасеницата лежеше на една печурка. Пушеше на долг чибук и поставуваше мощни збунувачки прашања на Алиса. Сепак, од се што гасеницата ја изнакажа на Алиса, таа запамети дека ќе си ја врати својата вистинска големина доколку гризне парче од печурката. Алиса веднаш го стори тоа и, навистина, повторно порасна. Одејќи низ шумата пред Алиса се појави куќа. Куќата ѝ припаѓаше на некоја војводка која што во рацете држеше бебе, а таму имаше и една чудна готвачка која што постојано фрлаше тенџериња и тави низ кујната. Пред каминот лежеше мачор, кој што умееше да исчезне кога ќе посака и да се смее од уво до уво. Овој необичен амбиент го прекина една риба, која што пристигна во куќата и се представи како слугинка на кралицата. Рибата слуга и рече на војводката дека кралицата веднаш сака да ја види. Војводката избезумена од страв и го стави бебето на Алисав скут и рече да го почува и исчезна заедно со рибата. Наеднаш бебето се претвори во мало прасе и истрча кон шумата. Алиса не можеше да верува што се и се случи во само еден ден. Таа сакаше само да го најде белиот зајак и веќе беше очајна што не успева во тоа. Тогаш
Чудниот мачор и раскажа на Алиса каде е домот на зајакот и како се стигнува дотаму. Алиса не успеа ниту да му се заблагодари на мачорот, бидејќи тој веднаш исчезна. Одејќи понатаму, Алиса стигна до куќата на зајакот. Таму, на една полјанка пред самата куќа, Алиса здогледа една необична седенка. На убаво поставена маса седеше зајакот, еден полски глушец и еден шапкар со чудна шапка на главата. Сите тројца седеа, разговараа и пиеа чај во убави шолји. Алиса им се придружи, но не за долго. Долго очекуваната средба со белиот зајак воопшто не ѝ се допадна на Алиса. Зајакот и шапкарот ја опоменуваа Алиса дека постојано го прекинува глушецот додека тој зборува, а лудиот шапкар и постави чудна загатка, прашувајќи ја пошто се слични гавранот и масата за пишување. Навредена од однесувањето на домаќините, Алиса одлучи да замине од домот на зајакот. По кратко одење, Алиса пристигна во една градина во која што градинарите ги боеа трандафилите со црвена боја. Градинарите пак беа во форма на карти за играње и нивните имиња беа 3, 2 и 1. Наеднаш, градинарите карти ја прекинаа работата и уплашено извикаа: "Доаѓа кралицата!" И самата кралица беше во форма на карта за играње со знак срце. Со неа беше кралот карта и цела војска карти. Кралицата постојано беше нерасположена и даваше наредби, барајќи некому да му биде одсечена главата. Алиса дозна дека кралицата ја повикала војводката за и неа да ја биде одсечена главата, бидејќи војводката ја удрила шлаканица на кралицата. Низ столпата Алиса го виде и мачорот на војводката. Кралицата нареди и на мачорот да му се одсече главата, но тој, како и секогаш, исчезна. Кралицата помисли да ја одсече главата и на Алиса, бидејќи не ја познаваше. Но кралот ја убеди дека Алиса е се уште дете и дека ќе биде подобро да ја покани на партија крикет. Кралицата се согласи. Игралиштето за крикет беше необично и нерамно. Наместо палки за крикет, кралицата употребуваше фламинго птици, но со зелена боја, а наместо топки мали ежиња. Алиса беше преплашена. По завршувањето на играта во дворецот на кралицата започна судење, на кое што и Алиса мораше да присуствува против нејзината волја. На ова судење, картата Джандар беше обвинета дека ги изела колачите што кралицата си ги направила за себе. Таму беа и белиот зајак и лудиот шапкар. Сите требаа да сведочат по нешто. Наеднаш, Алиса беше повикана да биде сведок. Таа збунето почна да објаснува дека токушто пристигнала во тоа необично кралство и не видела апсолутно ништо. Исто така, Алиса забележа чинија полна со колачи и почна да го брани осудениот Джандар, објаснувајќи дека тој не можел да ги изеде колачите, бидејќи колачите се во чинијата. Кралицата беше бесна. Побара да ѝ се одсече главата на Алиса. Војниците ѝ се нафрлија на Алиса. Сакаа да ја заробат. Тогаш Алиса храбро им се заврте и им рече дека воопшто не им се плаши, бидејќи тие се само еден обичен шпил карти. Во тој момент настана мешаница во судницата. Толпата карти се движеше насекаде, а шпилот карти се втурна право во лицето на Алиса. Таа врисна од страв, врискаше и плачеше, се додека не ја почувствува раката на нејзината сестра врз косата. Од далечината го слушна и гласот на сестра си. Алиса, разбуди се! Алиса, разбуди се! Алиса ги отвори очите.
Летното сонце се пробиваше низ густите зелени гранки на високиот даб, додека Алиса полека се будеше од сонот за земјата на чудата. Одговори на загадката од лудиот шапкар. Постојат два. Масата е рапава од долгата употреба, а гавранот има рапав глас. Не треба да се плашиме од перијата на гавранот, ниту од перото за пишување. Алиса прашува: кој е главниот лик во оваа приказна? Лудиот шапкар прашува: кои се другите споредни ликови во оваа приказна? Гасеницата прашува: каде се случуваат настаните во приказната? Белиот зајак пак прашува: кога се случуваат настаните во приказната? Учителката ве прашува: кој дел од приказната ти се допадна најмногу? Зошто? Алиса ви вели довидување.